Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван заменик министер за финансии. Како одговорна партија, како одговорна опозиција, во изминатиот период предложивме пакет мерки од наша страна, кои што ги преточивме кои во закони, кои во амандмани на веќе постоечките закони. Меѓутоа гледаме дека апсолутно владата воопшто нема намера да прифати некаков закон кој што доаѓа од опозицијата или пак си го трансформира во нивен посебен закон, така што нашите ги одбива, но сепак сметам дека она што ние го правиме како опозициона партија треба да најде на поддршка кај мнозинството, затоа што се работи сепак за иднината и за доброто на македонските граѓани и за стопанството. Како дел од тој пакет на мерки кои што го предложивме како опозициона партија, ние предложивме и данокот на личен доход да остане онака како што е сега, односно да не се применува како што претходно беше донесено. Ќе хронолошки прогресивното оданочување го најави и го воведе поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, кој што многу често не споредуваше со Данска, меѓутоа вчера видовме дека отидовме кон Мароко и кон Панама наместо да одиме кон Данска со овие постапки и таму за среќа се направи една анализа неколку месеци подоцна каде што кажа дека апсолутно никаков позитивен ефект нема овој закон кој што многу кратко беше во владение, така што Драган Тевдовски си замина од Република Македонија, беше разрешен од министер за финансии, потоа наредната министерка после него го укина овој закон со намера од 2023 повторно да може да се применува онака како што беше зацртан. Меѓутоа тогаш и во такви околности немаше никаков ефект, затоа што се уште не беше почната ниту ковид кризата, ниту пак оваа економска криза, а сега ќе има уште полош ефект од она што се очекува, но за волја на вистината гледаме дека владата си проектирала за буџетот 2023 околу 50 на милиони евра дополнителни да влезат само по тој основ, што значи дека тие проектираат иако се нема направено ниту една анализа која што може да одобри нешто или која што покажува дека ќе има позитивни импликации во ведувањето на зголемувањето на овој данок. Целите и начелата и основните решенија на овој данок, на овој закон кој што пробуваме да го презентираме тука и се надевам дека ќе го усвојат од владата е тоа што целта на предложените измени на законот за данокот за личен доход е да се продолжи мирувањето на примената на прогресивниот данок на личен доход за доходот од работа, доходот од самостојната дејност, доходот од авторските и сродните права, доходот од продажба на собствени земјоделски производи во период на дополнителни 12 месеци. Задржување на моменталната состојба треба да има во делот на доходот од права по индустријска собственост, закуп и подзакуп, капитал, осигурување и други доходи кои што се оданочуваат со 10%, а доколку не се донесат овие измени, давачките по овој основ на данок ќе се зголемат за 50% од 1.1.2023 година. Граѓаните кои исто така имаат орочени депозити во банките ќе треба да плаќаат данок на доход од 10% за добиената камата, која што е минимална, иако нивните средства за споредувајќи со инфлацијата губат на вредност затоа што имаме еден негативен данок со зголемувањето на инфлацијата и навистина сметам дека ова е добро за да се заштитат и доходите и приходите и ликвидноста на фирмите, можеби и на оние кои што земаат повеќе плати. Што ќе заштитиме? Ќе заштитиме да има рамномерен данок. Ние едно од нашите ветувања е дека кога ќе дојдеме на власт, тоа ќе биде во текот на оваа година 2023, кога ќе дојдеме на власт, данокот ќе остане рамен, дури и ќе пробаме од 10% да го намалиме на 8%, за да направиме еден даночен рај, затоа што гледаме дека од Република Македонија, посебно IT секторот ни се иселува, гледаме дека оние кои што се со приходи над овие 90.000 кои што беа зацртани уште во 2018 година, бегаат од Република Македонија, отвараат фирми во Косово или отвараат фирми онаму каде што има помали даноци. Јас само како пример би го посочил и примерот во Франција, кога се најави ова прогресивно оданочување, чисто заменик министер би ја посоветувал да проверите податок колку французи си имаат иселено од Франција поради оваквиот начин на даночење на личниот доход. Она што оди во прилог на овие барања се и барањата од
стопанските комори, барањата од експертите кои што кажуваат дека ниту е време за да се воведе такво нешто, ниту пак има некоја анализа. Кажав претходно, единствена анализа во однос на ова има направено Нина, која што беше заменичка, односно која што беше министерка за финансии, која што вели дека е ова нешто негативно. И од сите овие изјави кои што ги даваат коморите, се доаѓа до 4 прашања, од кои што едно е основно и верувам дека тука лежи одговорот, сега ќе ви го прочитам. Бранко Азевски вели вака: нели е нормално во нацрт концепт за даночни реформи да се предвидат и прецизни рокови и услови на кои што ќе се обврзе државата за понуда на поквалитетни услуги спрема приватниот сектор, рокови за дигитализација на нејзините процеси, за укинување на парафискалните давачки, како и за намалување на сивата економија и корупцијата. Односно, бизнисот очекува да нема понуда на пинг-понг решенија, што значи дека пред државата да одлучи да ги зголеми даноците, треба да им докаже на даночните обврзници дека е ефикасна, ефективна, транспарентна и дека нуди квалитетни услуги. Значи, сето ова кое што го имаат тие детектирано, верувам дека треба да ви биде водилка и треба да знаете на каде да ги адаптирате вашите побарувања во однос на даноците, затоа што доколку не избегаат овие кои што се со повисоки приходи, 0 денари ќе имаме по тој основ. А нема ниту сега овие 10% кои што ги имаме. Би ве замолил овој закон да го прифатите, затоа што навистина е и на барање на експертите, и на барање на коморите, и на барање на оние кои што имаат поголеми приходи, затоа што ако еднаш ги изгубиме, ќе ги изгубиме за секогаш, а овие 54 милиони евра или колку и да беа за 2023 предвидени, нема ниту да ги имаат и повторно ќе се зголемува дефицитот од она што се определира. Благодарам. Пропозиви предлог